центри како домино ефект дојде во Европа и дојде во сите држави па и во Република Македонија. Второ, гледа дека даваме се од себе. Да и во таква ситуација ублажиме колку што може да се ублажи. Тоа знаете кога ќе ви се случи пожар некаде во градот, и мора да што е важно, на крај не се мери што изгорело, не се мери само што изгорело, се мери колку пожарникарите вложиле напор тоа да го стабилизираат. Во некои држави многу изгорело, во некои помалку, во некои најмалку. Ние сме меѓу земјите, можам тоа слободно да го кажам и со факти да го докажам. А со факти кои што се меѓународно признати од ММФ, од Светска банка, од ДБРД, од која сакате земјата институција, дека за време на светската економска криза, иако кај нас беше многу тешко, многу проблематично, многу проблеми, луѓе имаа проблеми со вработувањето, луѓе имаа проблеми со плаќање на сметките и редица други проблеми. Но споредено со тоа што им се случи во други земји, благодарение на мерките што ги преземавме, 4 пакети на антикризни мерки, со стотици мерки во нив, во секој пакет, ние сепак излеговме со трет најдобар резултат во 2009, патот само 0,5%, и веќе имаме бавно опоравување, иако бавно, сепак опоравување во 2010 година, очекуваме меѓу тука, нашата проекција е 2% раст, еве нека биде и 1,5-2, очекуваме некаде во тие рамки да ја завршиме годината, а веќе следната планираме 3,5% раст на економијата, во 12 се надеваме и на повеќе од тоа, во 12 година. Така што, во една таква ситуација на бродовом, или како да го наречиме, кога, не на бродовом, на бура, ова екипа го даде својот максимум и излече максимум резултат што можеше да се излече. За некој тоа го цени, некој не го цени, некој вика не ме интересира, мене ми е тешко, што ми е гале дали има светска криза или овие работеле не работеле. Битно јас немам плата, не може да платам струја или јас ги разбирам луѓето. Има и такви луѓе и се ставам и во нивно положение и не им се вутам. Има луѓе ќе ги сретнам на улица, ваму таму, ќе ми кажат, ќе почнат ми се жалат, па јас им објаснувам што презимаме, како презимаме, викаат не ме интересира што презимате, мене ми е тешко, мене ми е лошо. Не им се вутам. Пошто е така, можеби јас да сум на нивно место, можеби јас така ќе зборам. Од кај да знам? Но правам се што можам да се помогне на сите такви луѓе. Не можам да ветам дека преку ног ќе го сменам светот и целата светска криза и во Македонија кризата, дека не знам ќе имаме некои драматични промени што ги нема ни една земја, но можам да ветам дека ќе се направи максимумот на максимумите. Тоа е тоа. Да го завршам мој првиот дел кој беше пововеден и ќе идеме на мал блок реклами со партиско прашање. Со шпекулации дека има подоба во партијата и со шпекулации прво и основно дека се искаран со Мартин Протуѓер, дека тој не е веќе во владата, се шетал низ градот и така натаму, и дека во владата имало вакви, такви, онакви, односно во собранието исто една група, друга група, трета група, нарекувана по разни имена и така. Тоа по мене дојде од истиот табор на пропаганда, од кој што беше укажувано на народот дека јас сум фашист, Хитлер, Чавес, Путин и не знам што. Во еден момент, не знам дали беше тоа совет на словенците. Го немаше тоа, не знам. Искам да бидам, не го ишчитав цел тој документ, нели се појави на... Многу странија сите скапи. Нема време да го ишчитав, вака накратко ми прераскажа, не знам дали го има тој елемент од словенците даден, но е дел од пропагандата, се појави ми се чини најпрви во Шпиц, па во, не знам, во Време, не знам дали беше во некои други медиуми, дека ние сме раскарани, дека Мартин Протуѓер бил казнет, не знам што не му се случило. Во суштина ние цело време најнормално функционираме како и претходно. Со целодневно работење, сега излево негде го виделе во кино, па нормално е да излезе човекот сега. Не може да го заклучиме убавата да седи. Не. Значи нема ништо. Било кино сега, тоа беше една од насловите во Шпиц. Мартин Протуѓер го видовме во кино, значи сте скарани сега. Тука не може да разберам што е. И ти си требало да отидеш во кино. Па не знам. Заедно си. Чудно, многу чудно нешто. Цела пратеничка група во кино за да не се скара. Дознале дека не бил неколку дена на работа, па после бил во кино. Чудна вака, чудна пропаганда. Ние се видиме, ги гледаме весниците, се смееме. Ама па ако почнеме да негираме секој ден, нема што друго да работи. Уште толку ќе им даеме работа, пишува дека сме испокарани, дека има табор и табор на Мјалков, табор на Ставевски, табор не знам, везе нема, луѓето си работат, секој својата сфера што е задолжен.
се убиваат од работа од сабајле до вечер, читаат, купуваат весници, читаат. Нема време и да сака да направат табор, нема време. Ја сака да направат, нема време.